Да, добар ден од Куманово. Поздрав до гледачите на програмата на градови на македонската телевизија. Со своите настапи тој не засмејува во текот на целата година. Во моментов актуелен е неговиот проект насловен Ерор, за самиот проект, но и за настапите со театар Куманово, кој што е негов ансамбл. Разговарам во продолжение со Жарко Јовановиќ, актер при Кумановскиот театар, веќе добро познат на сите гледачи. Жаре, благодарам што одвои време за програмата на македонската телевизија. 1 април, денот на шегата, ќе наместиме ли местенка, ќе направиме ли местенка за некого денес или ќе ги слушаме туѓите шеги? Па денеска ние направивме една проба за представите кои што ќе ги играме на репертуарот на театар Куманово. Имаме една нова комедија која што е доста интересна. Не можам да платам, не сакам да платам, каде што јас се менувам во 5 улоги, играм различни ликови. И мислам дека стандардно, па затоа што тоа нам не е функцијата, нели, она што ни ја дадена улога, ние ќе ги засмејуваме гледачите, граѓаните тука во Куманово. И мислам дека имаме една добра представа која што е добро подготвена и ги поканувам гледачите да ја видат. Што се однесува до приватниот дел, нели, за 1 април, јас често се шегувам, нели, има оние маскирања која не викаат да присуствуваме на некои, дали во кафич која се, нели, се е тоа позитивно и празнично. Јас често викам кога ме викаат во што ќе се маскираш, знаеш, во кога ќе излегуваме, викам не, јас ќе одмарам сега. Зашто јас цела година се маскирам во разни улоги, се менувам, така што тој ден оставам малку и другите да видам што имаат да понудат, каква е програмата надворни зград и така, некако тоа така го гледам. Освен со театар Куманово, активни сте и на вашиот проект насловен Ерор. Веќе имавте неколку настапи во Скопје, останатите градови низ државата, меѓутоа кумановци се уште го немаат видено ова. Да, Ерор 404, тоа е мој нов наслов, мој стендап во кој што јас порано правев стендап кој што е исполнет само со имитации. Тоа ми беше она врвна цел да го покажам тоа што имитирам и се. Меѓутоа овдека имам поделена е работа во кој што се уште не бегам од имитациите, тие ми се присутни нормално низ цел настап. Меѓутоа имам и своји некои приказни, своји лични, да кажам, успеси или неуспеси мои, кои што ги правам низ шега и ги кажувам во самиот стендап, така што тоа е една добро заокружена целина, како еден целовечерен настап од сат и 15 на минути. И тој настап го прикажа во Куманово пред Нова година, меѓутоа тоа беше во мала сала во Занаедчиски дом. Меѓутоа има простор пак да се игра овој настап и веќе имав некои изведби во Скопје премиерно, имав изведба во Крива Паланка и веројатно за некои други градови ќе има датуми. Имав добра кампања за самиот тој настап, првин кога премиерно го изведов во Скопје. Кампањата се состоеше нешто слично како кампањата на нашиот градоначелник од Куманово Максим Димитриевски, кој што имаше добро позната кампања, нели, пред овие локални избори, кога одекна големиот хит низ целата држава, хитот на Максим Димитриевски. И јас отидов во таа продукција во населбата Средорек, го побарав продуцентот Кале и му кажав, па дај, јас сакам да имам еден ваков хит, ако не за избори, барем за стендап, тоа да се види. И он вика, нема проблем, брате, плати 50 евра и ти ќе имаш хит. Ја викам, зар толку ја знаеш само 50 евра? Вика, не, вика, за тебе може и за џабе. И така ми направи еден хит, кој што испадна, така како што испадна, како некоја најава. И гледачите можете да ја погледнат таа песна, се наоѓа на мојот Инстаграм профил, каде што ја правам, нели, мојата промоција. И така. Доколку ве прашам во име на градоначалникот кој што веќе го споменавте, Максим Димитриевски, како ќе ми одговорите, од каде црпете инспирација за своите настапи, веројатно од секојдневните случувања? Поете од свакодневни теме, што да ти кажам. Од свакодневни теме за фарканци. Луѓе ме поздрављав по Куманово, кад искачам градоначалниче, овој град. Не можу да пројдам. Сви ме знаев. Сак после овој, више кој мандат би на втор.
после втор мандат или трети, леле мајко почна да ги Забрави мешам, се. забрави се малку ја. У четвртиот иде овој неше. Значи и да, тому би кажал дека продукцијата ми направи одлична песна и сакам сите да ги поздравам кои што го слушале мојот хит и допрва ќе го слушаат. Жаре, и годинава бевте дел од нашата преснижна манифестација Златна бубамара. Кумановци некако си го наоѓаат својот пат на оваа манифестација. Да се потсетиме Тони и Сашко. Еве сега името на Жарко веќе мислам трета година можеби поред. Да, ова беше мој трет настап таму. Твој мандат. Со Максо некако се ова како се вика, се убалансираме у настапите наши и Како е да мандатите. се настапува во преполна Борис Трајковски? Па не едноставно, затоа што тоа е голема арена. Јас кога сум настапувал во некои сали како што е еве нашата сала во Куманово или ете пак сали кои што се од 600 до 900 луѓе, па ќе кажеш па и тоа е голема бројка нели за настап. Меѓутоа ова е нешто друго, кога ќе искочиш ова е арена и прв пат кога ќе искочиш гледаш дека тука нема крај, знаеш, дека и малку поинакво е чувството. Меѓутоа кога имаш што да кажеш, кога си добро спремен, тоа не е никаков проблем, нели? А тоа е манифестација која што јас како дете сум ја гледал, значи нешто што на мене ми од секогаш оставило траен впечаток и сметам и од секогаш сум мислел и така и ќе биде дека тоа е најголем културен настан во целата држава и каде што доаѓаат и гости од страна и секогаш има одлична програма. Така што тоа ми било драго што сум учествувал нели во тие наврати, си имам свој дел, секој таму има свој различен дел во кој што преку свој тип на хумор го прикажува тоа. Еве, јас годинава имав една ситуација да раскажам моја случка кога сум бил, нели, и сум се сретнал со нашиот бивш премиер, кој што е сега во Унгарија. И така, тоа е некое моје искуство кој што го пренесов таму на таа манифестација. И Се случило некој да ти забележи на имитациите? Еве, например, го спомена поранишниот премиер. па да, ми има забележано, точно, и токму тој, меѓутоа ми има забележано во позитивна смисла, као дека тоа е... Нема лутење? Не, воопшто, дека тоа е убаво и симпатично да се гледа. Од страна, ако го правиш, нели, во со еден добар баланс и во една добра граница, да не преминува тоа, па да изгледа, ајде да речем, навредливо или не знам што, треба да биде убаво структурирано нештото. Абе, како бе, па Меси бе, знаете ли бе, како фудбалере бе. И долу бе, црвен картон. Зашо бе црвен картон? И Заев ту го ради. Ја мислам, оти треба да отслуже најстрога казна. Затоа што никој не е поголем од правдата. Треба да ја задоволеме правдата. Хаве зовам бе. Хаве, таму Стумица со Зелка стига бе фудбал бе. Со Зелка играме фудбал, ти тука ќе ми кажуваш за фудбалски утакмици и свично бе. Црвен картон бе. Долу бе, ајде ако си толку сигурен дека е црвен картон, ајде да те фашам нешто. Зашо бе баш црвен картон? Да ви знаеш. Па не знаеш бе, нормално дека не знаеш. Затоа што црвениот и жолтиот картон потекнуваат од Македонија. И сум имал, јас сум снимал и видеа со некои кои што сум ги имитирал и така што луѓето сакаат да се видат како изгледаат од страна, не е никаков проблем тоа. Мислам, ја би сакал мене некој да ме имитира. Да знам дека некој го прави тоа, па би сакал да видам како изгледа тоа од страна. Да. Паралелно продолжуваш и со Театар Куманово, подготвувате нова представа, за какво дело станува збор и кога ќе биде премиерата? Премиерата треба да биде веројатно некаде на 15 мај. Станува збор за представа која што е веќе текст кој што е веќе адаптиран како филм, кој што порано се прикажувал, значи филмот Самоуништување. И истото сценарио од филмот како драмски текст ние го поставуваме како представа. Имам таму една помала улога која што се вика Црни, а тој лик во филмот го игра Тони Михајловски, фактички, така што баш за тоа ми е интересно дека ќе го играм тој лик. Што би им порачал на граѓаните за 1 април, дали повеќе да се смееме? Па секако, секогаш е убаво да има повеќе смеа колку се може, нели, знаеш. И треба да има
се повеќе и повеќе поради тоа што знаеме и какви времења се и јас тоа и го кажувам во мојот настап, така го завршувам во Ерор 404, која викам многу сме навлезени во некои темни сценарија и влегуваме во тој некој, као на компјутер кој ќе кликнеш во некој Ерор 404, заглавени сме во тие прозорци, така што секоја прилика треба да се искористи за смеење, бидејќи тоа е лек, како што викаат, нели, како и секој друг лек во Македонија, и тој го нема. Така што секогаш е добро да има простор да се насмеат и да не влегуваме во тој Ерор 404. Насмевката не чини многу, а вреди од друга страна многу. Јас нема да должам на одјавата, ќе го оставам тоа најдобро да го направи Жаре Јоварајќи. Па добро, пријатели и наши гледачи, ве поздравувам да останете насмејани, позитивни и Бидете расположни. Затоа што тоа е лек, како што кажа мојот пријател Жаре од Куманово со трет мандат исто како мене. Ве поздравувам.